Во рамките на Тиквешкиот гроздобер, кој во нашиот град е присутен повеќе од 50 години како составен дел на градот, како стопанска, културна и туристичка манифестација, е и денешната изложба, насловена како Чаршијата во Кавадарци, некогаш и денес, на авторите господин Петре Камчевски, директор на локален музеј галерија Кавадарци, и господин Димитар Мурџев, новинар и вработен во општина Кавадарци. На изложбата се представени на 40 панои повеќе од 100 фотографии, каде најстарата фотографија датира од 1915 година, па се до најновата промена на изгледот на плоштадот или чаршијата во 2010-2011 година. Значи чаршијата, односно плоштадот, во текот на минатото доживува повеќе промени. Најзначајна е од 1954, потоа 1963, во 1971 година и најновиот изглед од 2010-2011 година. На овие фотографии, можеби на половина се сечевам јас, затоа што сум од таа генерација. Повозрастните ги слушам нивните дискусии сега додека разгледуваат, се присетуваат на нивното детство. Кавадарци и самата чаршија и самиот центар крие и многу тајни. Сигурен сум дека крие и многу љубовни врски. Ги крие сите политички збиднувања по неговото востановување до ден денес. И се надевам дека во иднина ќе крие уште многу тајни за да биде една мала мистерија за кавадарчани. На сите вас ви посакувам денес да се чувствувате убаво во ретроспективата и во нешто што сне ние, а тоа е нашата чаршија. И на оваа чаршија, односно на градскиот плоштад, овие 3 дена да сите чествуваме со примерно пиење на вино и примерно дегустирање на виното и мезето. Без друго, најубавата сторија, најубавиот запис или приказ за Кавадарци има дадено македонскиот писател по потекло од Кавадарци Лазо Каровски во неговиот роман Заорок, во кој што на многу убав начин ја опишува чаршијата во Кавадарци од крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век. Тој на едно место во својот роман кажува дека ако сакате да ја видите душата на градот, на било кој град, тогаш видете ја неговата чаршија. Чаршијата представува огледало на секој град. Инаку најстариот запис за Кавадарци го дал турскиот патописец Евлија Челебија во 1664 година, кога бил во Кавадарци и запишал дека Кавадарци има многу убава чаршија со околу 70 дуќани, 2 трговски ана, една медреса, 3 џамии и околу 300 со керамиди покриени куќи. Бројот на куќите покриени со слама тој не ги бројал, со што може да се претпостави дека во тој период, средината на 17-тиот век, Кавадарци имал некаде околу 2000 жители. Добрата местоположба му овозможила брзо да се развие и за кратко време да стане центар на целиот Тиквешки округ. Кон крајот на 19-тиот век Кавадарци веќе има околу 220 дуќани, од кои 160 биле занаетчиски. Околу останатите биле со трговска и мешовита дејност. Значајно да се каже дека во Кавадарци чаршијата се отварала рано наутро со изгревот на сонцето и со чукање во едно звоно, кое што било поставено едно багремово големо дрво во центарот на Кавадарци, а со заоѓањето на сонцето и со повторното чукање на ова звоно, чаршијата се затварала. На истото дрво имало еден кантар, со кој што се мерела целата стока која што доаѓала на пазарот во Кавадарци. А пазарот се наоѓал денеска пред хотелот Балкан, значи пред дворот на Али Газелников, беговата џамија. Најстарите звончари или најстарите кантарџи во Кавадарци биле Ибраим Али Дураков, Шефки Мемет Ага, а последниот кавадаречки кантарџија бил Цандо Боцев. Во текот на целиот овој период во Кавадарци, во чаршијата се случувале најзначајните настани. Меѓу другото, еден од нив бил одбележувањето на победата на младотурците за време на Младотурската револуција 1908 година, кога е симнат злогласниот турски султан Абдул Хамид. Понатаму 1913 година одбележено победата на востаниците во времето на Тиквешкото востание. Во 1920 година одбележена така наречената Црвена комуна во Кавадарци. А 1936 година за прв пат во Кавадарци доаѓа министер. Дошол министерот за народно здравје и социјална политика Драгиша Цветковиќ во владата на Милан Стојадиновиќ.
На неговиот говор, дали има некој нешто да каже, се обратил смело и би рекол и дрско младиот 20 годишен учител од Кавадарци Димката Ангелов Габерот. Пред преполн плоштад, односно пред преполна чаршија. Понатаму на градскиот плоштад на еден величествен собир била прославена победата над бугарскиот фашистички окупатор 7 септември 1944 година, исто така пред преполн плоштад. Од 1964 на градскиот плоштад се одбележува големата манифестација по кој што Кавадарци е познат ширум, не само Македонија, ами пошироко. Тоа е Тиквешкиот Гроздобер, кој е веќе повеќе од 50 години се одбележува. И конечно, од 1991 година, со воспоставување на повеќе партискиот систем, сите поголеми политички партии своите програми ги представуваат за локалните председателски и парламентарни избори, ги представуваат токму на градскиот плоштад. За време на овој период плоштадот има доживеано неколку реновирања. Првата е во 1954 со изградбата на собранието на општина Кавадарци. Тогаш е направено првото партерно и хортикултурно уредување на градскиот плоштад. Втора реконструкција е направена во 63-та, понатаму во 71-та и последната 2010-2011 година. Со надеж дека изложбата ќе предизвика интерес, ја прогласувам за отворена и ве поканувам да ја разгледате.